Драги браќа и сестри во Христос, во Soulcraft, чест ми е што можам да ви послужам на ваков начин и исто така што можам да им служам на Гале и Анет, знаејќи дека во моментов минуваат низ многу тежок период. Знам дека и вие, како мене, усрдно се молите за нив. Гале и Анет ве сакаме и се молиме за исцелување и за Божи мир. Денес продолжувам со животните лекции околу трчањето маратон, односно компарацијата помеѓу трчање маратон и христијанскиот живот. И се надевам и се молам Господ да ве охрабри преку неговиот збор и преку мене, вашиот брат во Христос. Ако сте патувале со авион, знаете дека има лимит на тежината на личниот багаж. Повеќето автокомпании дозволуваат 23 килограми за секој куфер. Ако имате повеќе од тоа, над дозволената килажа, скапо ќе платите. Неколку пати на среде аеродром сум отпакувал куфери. На самиот аеродром одлучував што ќе вратам назад, за да не плаќам дополнителни 100 евра или повеќе. За жал сум оставил дури тегла ајвар. За куферот да не ја надмине дозволената килажа. Очигледно мојата домашна вага не била прецизна и тие неколку килограми морав или да ги оставам, или скапо да ги платам. Значи, вишокот скапо се плаќа. А тоа всушност и следната лекција. Вишокот багаж се плаќа. You pay for excess baggage. Истиот принцип важи во трчањето маратон. Ако носиш премногу килограми, ранец, например, после 30 до 35 километри, ќе ти тежи многу. Значи, ако имаш премногу салце околу стомакот, тие вишок килограми ќе го направат маратонот многу по-тежок. И ако имаш само 5 кила над дозволено, тоа е еднакво на носење ранец на грбот, ранец полн со тегови што тежат 5 килограми. Или топче за куглање. Кој би сакал да истрча 42 километри со топче за куглање? Јас не. Дури, например, да носиш тренерка или дуксер, откако ќе се натопи со пот, премногу ќе ти стежне. Додека го трчав мојот прв маратон, атинскиот, приметив дека по 5 километри тркачите, откако се загреа, фрла на страна облека. Пред стартот беше многу свежо и јас се смрзнав чекајки. Сигурно организмот трошеше многу скапоцена енергија при топлењето. Ама повеќето кои беа поискусни од мене, додека го чекаа стартот, носеа облека на слоеви. Дознав од еден маратонец во САД дека некои купуваат ефтина половна облека, джемпери, тренерки и така натаму, од second hand, со цел да ги фрлат откако ќе се загреат. Во Атина, после 5 до 10 километри, видов на страна од патот многу дуксери, ракавици, капчиња и така натаму. И тогаш, кога го видов тоа, се присетив на библискиот стих во писмото до Евреите 12.1. Ние треба да го отфрлиме сето бреме што не задржува на патот, а особено гревот, што толку лесно може да не заведе. Истрајно треба да ја трчеме трката која Бог ни ја определи. Се разбира дека не треба да трчаш маратон за да ја разбереш логиката овде. Но јас тогаш на своја кожа и во своја облека го сватив значењето. Пред почетокот на трката, додека се спремав,
му кажав на Перо дека мислев да земам апаратот. Тогаш немав смартфон. А Перо рече одречно, немој, ке ти тежи многу. После 30 километри ке се каеш. Откако истрчав 30 километри на маратонот, самите натопени долги ракави ми тежеа. И се радував што го послушав Перо. Споделувањата овде се сосема очигледни. Авторот на писмото до евреите знае дека животната христијанска трка е долга и тешка и знае дека непотребната тежина ќе не чини многу, особено гревот. Значи, драги гледачи, ако тајно носите грев без да се покаете, тој грев полека ќе ве натера пред време да се откажете од трката. Оти после многу километри или години ќе платите скапо. Не ќе можете да издржите. И во врска со гревовите што те сопнуваат ден за ден, продолжи во молитва да се бориш против нив. И ако треба со пост и молитва, исповедај ги пред брат или сестра во Исус, како што пишува Јаков во посланието од Јаков 5, 16 и 17. И така, исповедајте си ги гревовите еден на друг и молете се еден за друг, за да ги оздравите, за да оздравите. Делотворната молитва на праведникот има голема сила. Имам брат во Христос, психолог, кој вели во врска со гревовите што лесно не заведуваат, дека никој не може сам да ги надмине. Анонимноста ни е непријател во врска со такви гревови. Те охрабрувам, брате и сестро, најди пријател христијанин, кој може да ти помогне да го симнеш тој товар од рамењата. Има многу луѓе кои со години доаѓаат во црква, ама после 30-тиот километар, фигуративно кажено, се откажуваат, бидејќи никогаш не го симнале товарот. Брате, сестро, не го носи тој товар. Исус е спремен да ти прости и да ти помогне, колку е да е тежок. Трчај слободно, трчај долго, зашто вишокот багаж се плаќа. Следната лекција е поврзана со претходната и вели: подобро име на двајцата отколку на еден. Two are better than one. Принципот се наоѓа во Стариот Завет во книгата на Проповедникот, 4 глава, 9 и 10 стих. Подобро им е на двајцата отколку на еден, зашто имат подобра плата за својот труд. Ако падне едниот, другиот ќе го поткрене. А тешко му е на едниот, ако падне, нема никој да го крене. Илустрацијата од оваа вистина многу јако ми делуваше трчајки го третиот маратон од Пела, Грција, роденото место на Александар Велики, до Солун. 7 километри пред финишот го удрив зидот, што е маратонски жаргон за јака желба за откажување, заради физичкиот товар на организмот. Мене ми се вртеше, губев сила и не бев сигурен дека воопшто можам да завршам. Фала му на Бог, до мене тогаш трчаше еден многу добар човек по име Јовица, кој го носи прекарот Тајфун. Јас и Тајфун трениравме неколку пати заедно, двајцата членови на Делта Маратон клубот. Заедно го започнавме маратонот, ама се изгубивме меѓу другите 800 надпреварувачи. Но некаде на половина пат се најдовме пак и трчавме заедно до целта. На Јовица му беше негов 13-ти маратон, а мене трет.
Мене по 25 километар ми стана мачно. Но, иако на тајфун му одеше многу добро, тој реши да остане со мене, за да ме бодри, се до целта. Неколку пати, гледајќи го моето лице, тој го намалуваше темпото. За да можем да издржам. А некаде околу 35 километар го удрив зидот. Тогаш со став на тренер, Тајфун од љубов почна да ме наредува вака. Филипе, на следната станица ќе пиеш енергетски пијалок, ќе ти ги масират нозете и ќе одиме пешки по тој надвозник. И потоа ќе почнеме пак да трчаме. Впрочем, надвозникот се гледаше одма после станицата и иако беше нормален надвозник, мене во моментот ми личеше многу голем, како планината Еверест. Но јас направив така, како што кажа тренерот Тајфун. Тоа го направивме заедно. После станицата одевме полека, додека шекерот не, а во пијалокот не си го направи своето. Го поминавме над возникот и почнавме да трчаме. А 7 километри потоа, приближувајќи се до белата кула во Солун, што беше одма до целта, Јовица ме фати за рака и заедно со рацете горе, со солзи радосници, ја поминавме целта. Yes! Подобро име на двајца отколку на еден. Ако падне едниот, другиот ќе го крене. Треба да се земе во предвид дека пасусот важи за сите. Ние сме создадени со потребата од друштво, од братство, од заедништвото. Ако си во брак, тебе ти е целта, единството со брачниот другар, но пасусот зборува општо за човештвото. Сакам да ве поттикнам да бидете дел од група, од заедница и да имате молитвен партнер со кого можете да споделите се. И хајс и лоз, и добрите моменти и лошите. Оти животниот маратон не се трча сам. Пред 15 година го удрив животниот зид. Тогаш, иако никогаш во животот не бев депримиран, паднав во јака депресија, што траеше цела година. Сакав да си заминам од Македонија. Немав желба веќе за служење на Бог. Но, фала му на Бог, што мојот сопатник и сотркач во животот беше покрај мене. Лина ме сослушаше, се молеше за мене, ме утешуваше и секогаш беше до мене. Иако делуваше дека Господ беше далеку од мене, знаев дека е блиску, дури преку Лина и го чувствував. По Божја милост и со безусловната љубов и поддршка од неја, полека го поминав зидот и почнав пак да трчам. Од тогаш годините на оваа страна од зидот се позначајни и поплодоносни. Фала му на Бог. Брате и сестро, подобро име на двајцата отколку на еден. И има во вашата црква или заедница луѓе на кои им требате. И истите тебе ви требаат. Немој сами да го трчате животниот маратон. Последната лекција се вика чекор по чекор до целта. Омилениот библиски стих на Лина се наоѓа во делата на апостолите 20-24. Но мене ни најмалку не ми е за душата, само да го завршам радосно својот пат и службата, која ја примив од Господа Исуса, да го посведочам потполно Евангелието на Божјата благодат. Тука апостол Павле им се обраќа на старешините од црквата во Ефес. Пред и после овој стих, Павле ја сумира службата што ја имал кај нив
И исто така зборува за маките што го очекуваат во блиска иднина, бидејќи Светиот Дух го предупредува за нив. Ете предходниот стих пишува вака: Светиот Дух ми сведочи дека ме чекат окови и маки. Тогаш додава: но мене ни најмалку не ми е за душата само да го завршам радосно својот пат и службата. Зборот пат овде може да биде и трка. И на Павле му е од битно значење за да ја истрча трката до крај или до целта, односно да ја исполни задачата што Господ му ја дал. Мене ми беше многу важно за време на тренинзите за маратонот да го замислам финишот, да размислам за исполнетата задача, односно трката, и често, трчајки на кејот на Вардар, ќе почнав да размислувам како ќе изгледа поминувањето на целта. И секој пат, размислувајки така, ми течеа солзи заради чувствата кои ме преплавуваа. Ова не враќа до серијата Дома си е дома, каде често размислуваме за идниот живот, со благословена вечна перспектива. Но тоа е само еден дел од оваа лекција, односно стремањето кон целта. Другиот дел е дека се стигнува до целта чекор по чекор. Многу пати, трчајќи ги долгите тренинзи, ми текнуваше колку е овој тренинг сличен на животната трка. Многу често е мачна и тешка и едвај се движам напред. Но сепак со Божја помош и сила ја подавам ногата напред за уште еден чекор, па уште еден, па уште еден и така натаму. Реално животот е тежок. Маратонот, исто како животот, бара добар баланс меѓу оптимизмот, ќе завршам, и реализмот. Тешко е. Джим Колинс во неговата книга Good to Great пишува за Стокдейл парадоксот. За време на Виетнамската војна, Джеймс Стокдейл, адмиралот на морнарицата на САД, бил заробен од рацете на Виетконг и 7 години бил во безнадежната ситуација, издржувајќи тортура и страшни кондиции. Но на крај се ослободил. И кога го прашале како издржал, додека многу други умреле во затворот, тој рекол вака: никогаш не смеете да ја мешате вербата дека ќе издржите до крајот, надежта што никогаш не можете да си дозволите да ја изгубите, со дисциплината да се соочите со најбруталните факти од вашата моментална реалност. Значи, тој знаеше дека неговата ситуација ќе биде страшна. Како висок офицер, ќе се обидат да му направат лоши нешта. Тој се соочил со најбруталните факти во врска со тортурата на непријателот. Но исто така, во себе си ја чувал надежта, дури и сигурноста дека ќе издржи. А кога го прашале, кои се тие луѓе кои не преживееле, тој одговорил вака: тоа е лесно. Оптимистите. Оптимистите беа тие што рекоа: ќе излеземе за Божик. И откако помина Божик, тогаш тие рекоа: ќе излеземе до Великден. И откако помине Великден, ќе излеземе до денот на благодарност. И така натаму. И на крај тие умреа од скршено срце. Драги браќа и сестри, ние како Божи чеда имаме голема цел пред нас, што се вика рајот или небото. Тоа е нашата сигурност. Но исто така знаеме дека животот е тежок и треба да се живее чекор по чекор. Со Божја сила
и помош да издржиме. Јас за овој Стокдейл парадокс, односно балансот помеѓу оптимизмот и реализмот, го прочитав на почетокот на COVID-19 и ми даде добра перспектива во врска со пандемијава. Сигурно еден ден ќе гледаме назад кон ова историска криза. Но сега мора да сме искрени дека ќе потрае и ќе биде мачно и фрустрирачки, но сигурно ќе испливаме. И воопшто, понекогаш нашиот животен маратон вклучува брутални тешкоти што треба да се издржат. Ама да не губиме надеж, бидејќи нашиот оптимизам е долгорочен. Знаеме дека со Бог ќе стигнеме до целта. И сето време Бог е со нас. Амин. И вреди овде да додадам уште еден Павлов пасос сосема на кратко. Од 2 Коринтијаните 12, 9 и 10. Прво, Исус му зборува на Павле, велејќи вака: доста ти е мојата благодат, бидејќи мојата сила се покажува потполно во слабоста. А после Павле реагира и ни се обраќа нам. Затоа со многу поголема радост ќе се фалам со своите слабости, за да се всели во мене силата Христова. Затоа уживам во слабости, во навредување, во маки, во прогонување, во тага за Христос, зашто кога сум слаб, тогаш сум силен. Браќа и сестри, оваа кратка серија, односно компарацијата помеѓу маратонот и животот, ги слушнавте се во едно сведоштво и предавање. Се надевам дека некако Господ те мотивира да дадеш се од себе, но исто така да го темпираш пейсот или темпото. Се надевам и се молам за тебе да влезеш во ригорозно тренирање, вежбајки симнување на товарот што ти тежи, но свесен дека треба да врвиш чекор по чекор со Бог. Драги гледачи, се молам Бог да ви даде сила да издржите до крај, но и да уживате во фактот дека Исус, вашиот Спасител, е до вас и во вас и пред вас и позади вас и под вас и над вас, се до целта. Ти не си сам. Ти не си сама. Господе, се молам ти да го истуриш од небото твојот огромен благослов врз моите браќа и сестри. Амин.